Седиме така со еден другар на висински припреми за избориве, сакам да кажам, седиме на клупа, нели со нозете на седалото. Наводно е клупава, пиеме пиво од ова ефтиново во кам и си правиме еден плодоносен политички муабет. Седевме малку подалеку така еден од друг, зашо младинава шарена свашто може да помисли, па наместо да не опцуе мрж бе аналитичари едни платени, да ни го плесне у фаца, мрж бе педеришта стари, тука сте нашле на клупа наводно да пиете пиво. Имавме ние спремен одговор у стилот, абе мармалатчичи, од мочка праени, ние ко сме правиле журки наводно ви уште стиделе со таткови наводно, а сте се враќале со мајкави. Разбирате зошто, нели? Ама нема смисла да се караме со младиве генерации, оти како викаше Тито, на младите светото станува. Да. Се е тоа некако станато од младиве на лева нога. Се прави со лева рука, дрка со десна рука, гз брише со лева рука, го држи стој кога моча со лева рука. Ова левава рука претежно ја употребува, дека е лева малце така. Левица вика тоа, левица, која развива левица рака, нели? Мафта на автобуска исто со левица, да пукне прави со левица, мислам со лева рака, да не ме сватите погрешно. Ман веќе од лева рака. Ние сме бре стара школа, десница рака беше кај нас. Па кога ќе фатиш со десница рака, па то джврка, фуче, да сите страни фуче. И не се да се вратам, мислам, на муабетов со другаров после шестото пиво. Вика, Сашо Булјо, мислам без Булјо, Сашо брат, да ти кажам, ова чистио воздух наводно, абе ме замаја, ме очука, а ја му викам, брат, затнати ти се артериите од скопскиот смог, па сега си направи ајншприц со пивово плюс кислород, па тоа е заебана комбинација. Исто кој збориве што ќе бидат сега на еден ден пред победата на фашизмот. Да бе, вика, мамо и мебем фашистичка. Намерно ги ставиле на 8 мај бе избориве наместо на 9 кога го победивме фашизмот. Се прават за да им угодат на бугариве, значи се прават. Го гледам онака малку накриво од овој другаров, јеби ga, 6 пива малнавме, 6 пива. Не можев да се објаснувам и ме стегна да ви кажам у тој момент ова мочново тапанче, па отидов и без да ги видам се измочав пред две 25 годишни што искачаа од огромен джип и не беа воопшто изненадени од ситуацијата. Тука пред нив. Само кренав десна нога, не лева, десна нога и тука покрај едно стебло. Веројатно затоа што и джипот го добиле овие 25 годишниве поклон од некои стари мочковци како мене, па така ги одминав и се вратив така освежен на клупата. Абе што имаат врска бугариве? 9 паѓа у понеделник, му вика на другаров, ова просветлен, му викам ова. Тебе мамето фашистичко и календарот го сменила Европската унија заради нив бе. Ми вика пријателот додека го отвараше 7-то пиво. Абе се претворив целиот упрашалници и прв пат во животот ми беше криво што некој ги клевети бугарите за работи за кои навистина не се криви. Или може да се криви. Или не се криви. Абе, криви се. Све се криви. Абе, јеби га се тоа. Слушај, знаеш ли кој е најголемиот проблем на нашиве говеда? Продолжи другаров, сега веќе онака добро, нацуцан. Кој говеда бе? Кај сега ми го префрли муабетот, му викам, од политика на сточарство. На политичари бе. На политичари ми вика. Кој бе, му викам, онака со биста глава и празна пешика? Па патат бе, брат, од амнезија и амнестија. Дека патат од амнезија тоа знам, ама дека патат од амнестија тоа прв пат слушам. За амнезија се експерти. Се заборавија што ветја. Дори толку се осудуваа да лажат во стилот кој ќе го смени името Мерка ќе му земеме. Кој тоа го правил францускиот предлог и има пасош и не се секирајте. И лага до лага, азинат лъжат трујат. Всушност, тие ја зборуваат бе вистината, ама потоа патат од амнезија дека воопшто тоа некогаш го кажале и се однесуваат многу нормално, нема везе. Кај?
Шо го примив, а? Од кого го примив? Од него го примив? Од НАТО? Не го примив, Така е, бе, брат, ми вика пијаницата. Ој, си погодил точно у центар. Абе, не ади гомна, бе, сега му викам, сум го погодил точно у центар. Жими све ќе станам и ќе си одам од студио, мислам од клупава. Ај, оди бе и ти измочај се, бе, под притисок си гледаш, ќе ти пукне мочниот меур. Па затоа тресеш глупости. И другаров не ме разбра, зошто го праќам да се измоча, ама стана и онака во права цик-цак линија ја запука на кај шумичката. Брат, абе овде наводно имало тојфор. Така кому го слушнав гласот која викна, има тојфор. Па моче, бе, од тојфор му викам, кралски нужник за цареви. А знаете царот само каде одел пешки. И отиде тој да го закомплицира мочањето во природа кој секој нормален стар скопјанец. А јас фатив да размислувам како тоа нашите политичари патат од амнестија. И така мислам и не можам да се смислам. Ама мислам и ми текна. На Миле ми текна. Абе сите се амнестирани освен Миле. Ниеден не одлежа. Ниеден. И Мењаков началник не одлежа. Грујо одлежа, ама онака у гепек, колку да дремне до Будимпешта, а тоа не се рачуна. Рашко е него се шета по кучко во вила ке праел, Ден Дончев брка кенгури, мухи го пуштија, Катица се вработи кај синот у адвокатска канцеларија, пошто имала, сите знаеме колку јак просек имала на факултет. Боки 13-ка нема желудник, ама има затоа најскапа ташна на Балканов и он се шета. Кабелот изгоре и не може да лежи робија, автобусот е исто. Боро Малборо се шета по планини, ние да нема у затвор. Додуше лежи оној со 100 кебапчиња што ги украде, него го заборавија и Миле ми текна. Си викам, никој не лежи. Стварно имало амнестија. Наеднаш слушам крик на дивината. Викам, лавот избегал од зоолошка, пак. Кога гледам, другаров што тргна на мочање во тојфор, лежи. Само он лежи. И кај што лежи, таму со раката ја беше повлекол вратата од тојфорот. А тојфорот го беа местеле едни со трето оделение што не земале плата на 15 и се клатеше како детска клацкалица. Туна кај другаров, туна назад. Нахај другаров назад. Тојфоров се клати. А другаров легнат со 7 пива во себе за прв пат се покаја што ги беше испил. Во дел од секундата си реков, додека јас аналитички и политички размислував, тој влегол, оставил вратата отворена, се затетурал онака пијан внатре со тоа мандалото во десната рака, испаднал наназад со смркнати гаќи, ја завлекол вратата со него и паднал на гол гс на грб на тоа асфалтот. Од тоа што се случи потоа, луѓе Божји, сакам јас да добијам амнезија и да го заборавам. Како да ви кажам? Како да ве погледнам однапред? Како да ве погледнам одзади мои македонци напатени? Како да го заборавам тоа што го видов тогаш со другаров и тојфоров? Како да ја заборавам таа гледка и тој срцепарателен мирис? Знам дека и другар ми никогаш повеќе нема да пие од ефтиното пиво во Кам. Нема да пие било какво пиво. Леле, кој ќе ми текне дека цел тојфор, со сите лајна, со сите гумна, со сите кашкајнци, со цел сраор праен во него, падна преку него и не го повреди, туку го зароби внатре, го обколи и целиот се јокто са врз него, се излеа. Леле луѓе, тој мирис, мискојни,
Целоводно смрдеше. Од средноводно до врв смрдеше, бе. И што се случи? Што на мајка му се случи, знаете ли, луѓе? Се случи еколошка катастрофа. И повеќе не мирисеше на пијано, туку на посрано. Тибам тоа политиката, тибам. Што се ќе направат само бугарите да ги внесат во уставот? Се огласи пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно: УДБА не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: Ој ти, леле. Ова ој ти, леле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не искача од едно место на министерот да крикне: Сите сме УДБА! УДБА е нашата судба! Тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што УДБА е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомењам. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равинката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема УДБА во Македонија кога пола население ти е УДБА, бе? Да не зборам од дуи што се суди и муди што порано биле на листата на УДБА, бе. Ги знаете, сите се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитејќи државата. Дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде, искодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, притоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. Ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите притоа се убедени дека го прават тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народот кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го плаќате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги плаќа новите пасоши? Јок. Дали губите здравје и пари? Да. Па по што се разликува онаа УДБА од оваа наша црна судба? По ништо. По ништо. Лоп, машки стап, лоп, машки стап. А плюс, службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, плачковци, што убиваат деца и кога уште не, кој знае каде ќе заврши таа приказна. Од старите сме слушнале дека некој удбаш го отерал некој чесен човек на Голиоток, само за да му ја напучи жената. Пратил на Голиоток за да му ја напучи жената. Да го збарди се додека тој чука камен на Голиоток.
Од снимките на Зајко, звани Жуто комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакал ги сотреле, мое. Намади на голи мазни бичени ги клаеле, ги почеле, Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овдека се вика СС, овдека се вика Free Sex. Исто бе! Проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие, ако нема кодош, има некој Александар Антич од диаспората, од швицарска облака. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошол низ рацете на службите, дел нашите, дел од овие од кадето, ама удба си е удба, бе, таа е вечна, неуништива. Никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучи жените на овие што ги праќат на голи, ама удба никој не може да ја напучи. Никој. Таа само го напучуи народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба! Лап лап лап, машки стап, машки стап.